современото живење де факто подразбира оптеретеност, значителна оптовареност на нашиот вид, дали од тип на лаптоп, телевизија, телефони и така натака. Добар дел од нас уште повеќе ги зголемија овие нивоа на оптоварување во изминатиот период. Значи сега дури децата имаат обврски да учат преку Skype и така натака. Нашиве состаноци работни наместо да бидат во 4 очи, се повеќе и повеќе се пред компјутер, тоа се све дополнителни количини на зрачења кои што ние ги примаме. Имаме ограничено време до 19 часот. Значи после тоа повторно сме пред телевизор. Пак продолжуваме исто, да. Продолжуваме. Значи тоа се нивоа на сина светлина кои што ние ги примаме, а кои што де факто ги действуваат негативно пред се врз процесите на дегенерација на макулата. Значи тој процес на сенилна макуларна дегенерација особено е изразен кај особи над 45 години, меѓутоа и кај помладите од нас, така да во таа смисла доколку не сме во можност да ги намалиме количините на зрачења кои што ги примаме, да не забораваме и дека UV зрачењето сега е веќе силно големо 7, 8, 9 и тоа лошо влијае врз квалитетот на нашиот вид. Тогаш барем треба да ја зголемиме исхраната со соодветни каротеноиди, дали преку зголемено внесување на јајца, дали преку зголемено внесување на растителни производи од тип на моркови, спанаќ, келј и така натака, во кои што ги има пред се лутеин и зеаксантин. Меѓутоа, можеби преку соодветни додатоци во храна со цел да се одржи во кондиција нашето очно здравје, бидејќи е потврдено дека квалитетот на очното здравје во многу зависи од количината на овие каротеноиди кои што се внесува. Конкретно треба да внесуваме лутеин барем 10 мг на ден, зеаксантин 2. Потоа може да бидат корисни за очното здравје и внесување на одредени антиоксиданти од тип на витамин Е, витамин С, омега 3, масните киселини и така натака.